Добар ден од Белата куќа во Вашингтон. Екстремно студеното време во американската престолнина и долгите редици за да се минат безбедносните пунктови не ги поколева илјадници американски граѓани да присуствуваат на овој историски чин на инаугурацијата на 44-тиот претседател на Соединетите Американски држави, првиот од афроамериканско потекло. Инаку насловот на годишна церемонија ќе биде ново раѓање на слободата во чест на 200-та годишнина од раѓањето на Абрахам Линколн, еден од најистакнатите поранешни американски претседатели кој го укина робството во оваа земја. Инаку чинот на инаугурацијата ќе се одвива на скалите на Американскиот конгрес и новоизбраниот американски претседател Барак Обама ќе положи заклетва на истата Библија која користел Абрахам Линколн. Чинот на положување на заклетвата ќе биде единствениот кој согласно со американскиот устав е резервиран за тоа. Инаку претседателот Буш и собруката Лора ќе заминат по церемонијата од Конгресот со хеликоптер во нивниот нов дом во сојузната американска држава Тексас, традиција која датира уште од 1977. Полицијата презема несекојдневни мерки за безбедност. Околу 42.000 припадници на војската, но и многу припадници од разни владини агенции се грижат за редот и поредокот во главниот град. Како за споредба, само во Афганистан во моментов се распоредени околу 31.000 американски војници. Канал 5 студио. Не. Безбедносните контроли се на интензивно ниво поради несекојдневната церемонија, меѓутоа традиционално се минува во најдобар ред. Инаку инаугуративната парада ќе започне по некој половина час по локално американско време, ќе започне од Capitol Hill, а ќе заврши зад мене во Белата куќа. И само би додал дека сите мостови се затворени кон Вирџинија, меѓутоа се ќе тече во најдобар ред, велат властите. Канал 5.